Денешниот изборен ден, во вториот изборен круг почна мирно. Јас искрено се надевам и верувам дека така и ќе заврши. На тој начин ние ќе покажеме дека како држава сме подготвени да организираме фер, демократски, транспарентни избори, како што и приличи на земја која наскоро очекува да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Што се однесува до изборниот резултат, очекувам уште поубедлива победа во вториот круг, затоа што оние категории на луѓе кои останаа дома во првиот круг или оние луѓе кои гласаа за против кандидатот Река која заврши својата изборна трка во првиот круг, еден дел од нив очекувам дека ќе излезат на биралиштата и ќе гласаат. Мојата надеж е дека најголемиот дел од нив ќе го препознаат концептот за кој се залагам изминативе месец и половина во рамки на изборната кампања и дека ќе сакаат да го поддржат концептот кој значи одење напред за сите граѓани кои живеат во Република Северна Македонија, за сите етнички заедници, сосема независно од нивната верска, национална или партиска припадност. Благодарам. Yeah, of course. First of all, I expect the calm election day, as was the first electoral round. And in that way, we are going to confirm to Europe and to the world that we are ready and that we are capable to organize fair and transparent elections. As it suits the country, which is only one small step to June, to the European Union summit, when we expect to get the data for negotiations with the European Union for full membership. On the other side, speaking about my expectations about the electoral results, I already said several times, I expect the broader, the more massive victory for my side, for my camp, because people who had not voted, who did not vote in the first round, have recognized, that's my hope, have recognized the concept I'm standing behind and I'm fighting for, and that is the concept of unified Macedonia, unified North Macedonia, with all ethnic communities being equal to each other and all citizens being equal to each other regardless of their ethnicity, religious beliefs or party affiliations. Are you optimistic for participation? Yes, of course. The first results early this morning at 10 a.m. are more or less similar to what we have already witnessed and recorded 2 weeks ago, approximately 66.5% of the turnout, which is set absolutely the same as was the turnout on 21st of April. And because it's a rainy day, and I saw that turnout is a bit lower in the big cities, and I expect then, especially in the capital, then all 10 municipalities in the capital to vote in a much more massive numbers in the afternoon. So all in all, I cannot see any situation when we are going to be below that threshold of 20%, or 40%, sorry. Da li mislite da ste za ove 2 nedelje od prvog izbornog kruga uspeli ne samo da animirate i podstaknete birače da glasaju za vas, već i da izađu kako bi bio veća izlaznost u odnosu na pre 2 nedelje kada je bilo negde? Da, 47,8%. Da. Главниот фокус на мојата кампања помеѓу двата изборни круга практично беше, значи приоритет број 1 беше да ги убедиме луѓето кои не гласаа, луѓето кои гласаа за против кандидатот Блерим Река, дека во вториот круг е многу важно да гласат, затоа што не станува збор за обични избори во кои се решава за нечија индивидуална политичка кариера, дали Пендаровски или Силјановска, туку станува збор за драстично различни политички концепти од кои едниот води напред кон Европска Република Северна Македонија, а другиот не враќа назад. Не само во времето на режимот на Груевски и фамилијата, туку не враќа назад децении назад и во економски и во политичка смисла, а особено во смисла на нарушени меѓуетнички односи. Значи јас верувам дека голем дел од тие кои останаа дома, зборам за оние кои регуларно партиципираат на избори од различен вид, не зборам за онаа категорија луѓе кои не гласат на ниту едни избори што е демократски, че зборам за оние луѓе кои гласаат од време на време или гласаат ако понудата им се допадне. Мислам дека најголемиот дел од нив ја препознаа таа ургентност на овој втор круг, не само да имаме избран председател, со што би имале апсолутно чист файл во однос на нашата апликација за почеток на преговори со Европската унија, туку и во однос на што нуди овој политички концепт за кој стојам јас и чиј формален кандидат и сум, така што не се сомневам дека ќе имаме и поголема излезност отколку во првиот изборен круг. Благодарам.